Околу 25% од жителите на источниот регион се социјално исклучени. Во реални бројки, тоа се приближно 20.000 жители на кои со задоволство не гледаат ниту луѓето, ниту институциите. Бидејќи се работи за широк спектар на луѓе со ваков проблем, значи социјално исклучено лице може да биде и лице кое е невработено, па до лице со некои си проблеми во менталното здравје. Најголема стигма има врз лицата со психички проблеми на кои со резерва гледаат и луѓето и институциите. Луѓето се плашат од нив, а да не е тоа вистина, значи непознавањето на природата на менталната болест е најголемата причина за неприфаќањето. Инаку знаете да се случи некому да падне на улица, сите луѓе трчаат да му помогнат, да го сместат во кола, а да видите некој тамо што мафта со раката, сите бегат од него. Вкупно, на ниво на регион, лица со душевни проблеми има околу 1500 и најголемиот дел од нив живеат изолирано од надворешниот свет. Има ли начин светот да им се насмее и на нив? Преку едукација, информации, значи трибини од овој тип, значи како што е денес, да се едуцира значи населението и пошироката популација нели за тоа што се тоа ментални болести и нарушувања. И најважното од се е деинституционализација, значи да се отворат што повеќе центри за ментално здравје на ниво на локалните општини, значи психијатриските болници да бидат значи веќе заборавени. Инаку социјалната исклученост беше тема и на поширока трибина која денес се одржа во Штип во организација на невладината Цивитас.